еве на неговото спасување, фактички тој не пристапен терен, и беше излечен од таму благодарение на координатите што ги има на 112. Тој е во безсознание и пратен хеликоптер до државна болница Скопје. Да, тој е 20 лани. Кој се е реално избор? Да, тој е стварниот, тој што го излекуваме. Значи, благодарејќи на тие координати, не можете да го најдеме кај да го пратиме хеликоптер. Нема да знаеме кај да го пратиме хеликоптер за јавување. Тој можете преку телефонски број да се јавите 112, да се јавите и да, значи може и без кредит. Да немате кредит, да нема таква, значи слободно, овој бесплатен број и се јавувате и добивате го бројот. Испраќање на SMS порака на телефона до 112, тука немаме локација кога ќе пратите. Што се случува? Кога некој имате дома крадец, не ќете да зборете да не ве слушате. Вие праќате SMS порака, кажувате на која улица се наоѓате. Нашите колеги веќе го знаат тоа и го добива таа порака и праќат полиција или било што ви треба од тоа што ќе објасните. Ева, многу важно, никогаш не звоните на бројот 112 непотребно. Затоа што и никогаш не силувате непотребно и да лажете или да се запракавате на бројот 112. Затоа што во 112 го знаеме вашиот телефонски број, го знаеме вашата локација кај се јавувате, се знае вашето име и презиме и се знаат и се снимаат сите разговори, се што ќе кажете. Се е снимано. Од 50 до 150 евра ќе се плати казна, доколку некој лажно повикува на помош или пријави настан со намера да предизвика излегување на службите на државен орган или на јавна служба. Пример, се јавуваш на 112 и лажеш, избиствуваш дека има пожар во комшиите, после тоа излезат пожарникарите и видат дека нема пожар. Значи ќе си добиеш убава казна, мислиш дека ништо, значи сите овие докази ги имаме против вас. И друга од 3 месеца до 3 години затвор за лажно пријавување на кривично дело, пријавиш дека некој влегол во тој влегол во твојата куќа, дека украл, а фактички нема ништо тако. Значи нема зафрганци со 112, само кога имате потреба, само кога реално ви се случува за да повикате служба. Кога да се јавиме, значи физичко насилство, ако видите тепачка, некој се тепате или некој ве нападне, пожари, поплави и водени непогоди, тешки повреди, паднал, има скршеница, обилно крварење, лежи во безвестна состојба, опасност на патот, сообраќајни несреќи, заглавени лурги, препреки на патот, да паднат дрвна камења, некој животно умрено, оставено, пукање на водна цевка на улица, снежни наноси со непроти патишта, криминално тек, кражба, обид за кршење на тук имот, ако детето се чувствува средено или загрозено. Натопувате крпа, ставате тако, излегувате веднаш. Исто така многу е важно поднаведнато, ќе ви кажам и зашо поднаведнато, колку е важно тоа. Учениците им се кажува да се движат поднаведнати и да се вршат на брз начин и без задржување. Поти толку чадот се наполни, че овој начин фактички да се иде забрзано, но без трчање во колона по еден се движите со покрајност, со крпа облека, најдобро натопени, како што реков, на тоа место. Во прва фаза на пожарот, ладниот воздух, како што е потежок, во долниот дел во просторијата чадот, а врелите гасови идат горе. Значи, уште горе е фактички загадувањето, на тој начин се формираат завес од чад, постепено се зголемува. Затоа е наведнато движење, затоа што тука уште има воздух, може да дишите. После кога се наполни целата, тако веќе не може да се така. Во втора фаза, кога веќе чадот се наполнува училницата или собата, многу малку веќе останува, се разграничува од чадот со свежиот воздух за дишење и во оваа фаза човекот може со наведната положба да напушти опасност од пожар. И имаме трета фаза која веќе е смртоносна, кога целата просторија веќе со чад и веќе тука многу опасно за да се испадне, пошто самиот чад може да задуши и да умрете. Така е.
Евакуација, значи пошувајќи прво најблиските училници излегувате најнапред од присењето, потоа од спратот, ќе ви кажат да ставниците си имат план за евакуација, што ги имате над зидовите закачано, кој училница каде испаѓа, најбитно е до блискиот вес и имате таму плюс да кажеме прво долните одделенија испаѓаат, ги чекат горе ако се видат скалите, битно еден по еден, значи речеме немат групирање, да група сите да се навлезат и никој нема да испадне и веќе тоа е проблем. Значи само по еден на еден испаѓање. Сега ќе ви пуштам, значи ова е планот за Гоце Делчев, ама вие го имате во такво. При излегувањето од објектот кога ќе видите таму, наставникот ви упатува на собирно место, тоа е безбедно место и не се дозволува ученици да самоволно да се оддалечат од тоа собирно место. Без не смеете да го напуштате, сега после вежбата која ќе видиме. За заштита и спасување, плюс ученици може да пробат од 9 одделени по-водници. Реално, имаме оган, ова е по-кисин, пете апарат со прашок, за да може да се изнесат и бензин. Начин на гасење е преку цистерната, преку битло, со прскање на вода. Ајде некој од... Чекаме. Даре. Дај газ. Има тука осигурач кој треба да се повлече и после со стискање на раката ќе се активира ПП апаратот. Сега ќе пробаме со реален оган, нека гледат децата може да се тргнат или како мислите за нека запалат. Оган се изгасте кој да проба друг од вработени. Доближи се малку. 3-4 метра, ето. Најдобро.
пожари што е. Станува збор за мали пожари, не за веќе големи пожари со ППР толку тешко може да се гасне. Значи во рана фаза на пожарот. Сакаш да пробаш? Ајде дечки малку тишина се. Апарат. Овој апарат се користи каде што има јаглерод монооксид, каде што има штетни гасови. Ова боца постави има кислород. Компримиран газ. Значи се пушта прво на вентилот тука, се става маската и се дише преку неа, дишиме чист воздух. И скроз да сме од диму темно, можеме да Шина. Шина. Ево како изгледа тоа. и после шлемот одгоре ќе дојде. Сега сме скоро заштитени од гасот. Вака треба да изгледа на пожарникарка, тоа оди во пожар. Пале подкапот само. Да. Да. Бидејќи во зачадени простории со боцата на кислород може да влези. За да може така, за да дише. Ако не е тоа ќе го се угуши толку веќе. За да може да гасне во зачадени Ова боца простории. има околу 30 до 40 минути внатре. После тоа се ротираш, ти излегуваш надвор, доаѓа друг пожарникар и те менја. Ајде сега ќе запалиме во агрегатче. Во агрегатче за сет за хидроличен сет за во случај на сообраќајни незгоди. Што беа цевеле со мене. Сеќавате ли се ова што го сечеа колата? Тие си тие клешти за да ја пресечат колата, за да може да ги извлечат повредените. Има коли кои што се заглавени, не може да испаднат и мора Да се сече. да се сече за да може И тоа ќе го пучи, да. што се веќе внатре во колата и се обрекајате. Ајде, здравото може да се. Тоа е другото сечење. Добро е.
Strana treba сега. По страна, по која страна? Која? Противно на возилата или со возилата? Противно. Ајде одиме спротивно на возилата. По крај, по крај. Ајде по крај, сега не одиме по тротоарот, одиме цело време по улицата. Ајде. Ајде, Дарија. Ајде, оди, оди. Добар ден. Кога има условите, ние сме по тротоарот. Кога нема, сме по крајот на улицата. Кога не биде возот, часкана. Кофелече. Ќе застанам на среде раскрсница, за да може да го сопрам сообраќајот во случај да најде кола од Мустафино или ваму од Кадрифаково или од овде од село. За да можете вие безбедно да поминете од другата страна и полека ќе се вратиме во училишен двор, ќе правиме крос. Може ли? Се разбравме ли? Ајде. Јас сум на среде улица, стојам на знак, а вие поминувате со наставничката, вртите кружно, ама треба зад мене, зад мене се. Ајде, озади мене. Јас стојам стоп. Ајде, оди, 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 оди. Оди, 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 оди. Јас ќе застанам стоп. Стоп. Вртиме кружно, така, стоиме. Готово стоиме, ова е стоп за возилата, а вие можете да се движите. Ајде. Оди, ајде, не се движите. Браво, гледачи! Нема вижте, што ми ќупам. Овата. Не сам! Ајде. Епа се! Денга! Чеков.